Во новата епизода на Шорткат ќе гледате. Почна второто полугодие, учениците со физичко присуство се враќаат во училишните клупи. Дигитализирани картотеките на Институтот за македонски јазик Христе Мисирков. Граѓаните протестира за да го заштитат Младинскиот културен центар од партиски притисоци. Здраво на сите, јас сум Нина, а ова е 70-та епизода на Шорткат, нашите вести за млади. Останете со нас, почнуваме веднаш. Емисијата започнуваме со информацијата за започнувањето на второто полугодие од учебната година. Учениците со физичко присуство се вратија во училишните клупи. Зимскиот распуст заврши за основците и средношколците. Одморот кој требаше да трае до 18 јануари беше продолжен за уште 3 дена за да се заштеди струја и поради здравјето на учениците. Министерот за образование Јетон Шакири рече дека одморот е продолжен, но дека ќе бидат одработени сите 180 работни дена. Со оглед на тоа што дел од јавните основни и средни училишта се уште не ја искористиле предноста на субвенционираното снабдување со електрична енергија, Министерството за образование и наука ги повика раководствата на образовните институции и општините како нивни основачи да искористат оваа можност. Под мотото "Сите за МКЦ" пред Младинскиот културен центар во неделата се одржа музички протестен митинг за заштита на оваа културна институција од обидите за политизација и поради намалувањето на финансиските средства. Протестот го организираше колективот Гола планина, а траеше од 12 до 16 часот. Целта на протестот беше сите ентузијасти и љубители на независната култура заеднички да го изразат своето незадоволство. Новој протест своји изведби има пејачи и музички групи од земјава, меѓу кои и Дина Јашари, Сам, Катио Нипол, Ловханза, Нов почеток, Шок, Тропърс, Јухајка и други. Овој протест се случи откако актуелниот вршител на должност директор на МКЦ Ванчо Богоев, кој е дел од институцијата цели 36 години, беше разрешен од функцијата и на негово место именуван Никола Алексов, кој е дипломиран детектив без искуство во областа на културата. Предходно од МКЦ рекоа дека Богоев бил сменет од функцијата бидејќи според нив не подлегнал на притисокот на генералниот секретар на град Скопје да потпише вработување за Арбен Шакири, кој во вториот круг на локалните избори ја поддржа актуелната градоначалничка Данила Арсовска. Главната тема за оваа недела ја посветуваме на дигитализацијата на картотеките на Институтот за македонски јазик Христе Мисирков. Овој сложен процес го работеше архивскиот дата центар Inbox, 4,5 милиони листови хартија со стари македонски зборови, дијалекти и изрази кои датираат од 14 и 15 век, сега се достапни во дигитална форма. Како такви, тие се трајно заштитени од злоупотреби и уништување. Освен во дигитална форма, материјалите се конвертирани и на микрофилмови и како такви, тие се неуништливи во следните 5 векови. Голема прецизност во обработката на материјалите. Токму ова го обезбедиле софтверите што тимот на Inbox ги користел во процесот на дигитализација на картотеките со записи на Институтот за македонски јазик. Како што објаснува извршниот директор за финансии и корпоративно управување Јордан Чомитровски, уредите што се користеле овозможиле скенирање на оригиналните хартиени примероци со најдобар квалитет без можност за нивно оштетување. Користена е најсовремена технологија и хардверска и софтверска пред се од производители како Kodak Alaris и ABI софтвери. Тоа фаќа со една обработка, значи со внимание оригиналните примероци не бидат уништени, потоа нивно конвертирање во дигитални слики и нивна дополнителна обработка на микрофилм поради презервација, односно заштита на самиот материјал и создавање на дигитални примероци кои овозможуваат подобра пристапност до самата литература. Освен заради нивна заштита, овие материјали е важно да ги има во дигитална форма, затоа што ваквиот формат ќе овозможи полесен пристап до нив. На идните автори на трудови и академици, целиот материјал ќе им биде достапен во дигитален формат, со што се избегнува и манипулација со хартиените примероци кои при користење може да се оштетат или уништат.
Дигиталните примероци што се создадени на Inbox се со вграден печат и временски жиг. Секоја ти може да бидат копирани во безброј пати согласно потребите на идните на крајниот корисник Институтот за македонски јазик, но ние не може да бидат менувани, односно секој менување би предизвикало оштетување на тие дигитални обележја и би означило трага дека тие не се создадени од Inbox. Секој обид за манипулација со достапните дигитални примероци би бил препознат. Со посебна техника на пластика, по потреба, во иднина може да се направи копија од самите микрофилмови, а дигиталните материјали се направени за да нема физички пребарување на хартиени примероци, бидејќи тоа може да ги оштети. Архивскиот дата центар Inbox постои од 2011 година и архивира и управува со физички и електронски документи. За овој сложен проект бил обезбеден буџет во износ од 14 милиони денари, Фондот за иновации и технолошки развој учествувал со 9 милиони, а Министерството за култура со 5 милиони денари. Процесот на дигитализација на картотеките започна во декември 2021 година и траеше точно една година. Институтот за јавно здравје во анализата процена на здравствени ризици од аерозагадување со суспендирани честички открил дека 20% од смртните случаи во Северна Македонија се поврзани со загаденоста на воздухот. Во интервју за Мета МК, професорката Мирјана Димовска, како еден од авторите, вели дека има зголемен тренд на смртни случаи што се поврзани со загаденоста на воздухот. Доктор Димовска вели дека претходно просечната бројка на смртни случаи поврзани со загаденоста на воздухот била 3400, додека потоа е покачена на 3800 и 4100. Доктор Димовска вели дека во фокусот на нивната анализа се PM2,5 честичките, бидејќи тие продираат до белите дробови, а поголемите честички PM10 остануваат во дишникот, левиот и десниот бронх и може да се остранат преку дишните патишта со помош на кашлање или кивање. PM2,5 честичките влегуваат во систематската циркулација и ги напаѓаат ткивата и органите. Најмногу страдаат крвните садови на срцето и мозокот, но исто така и периферните крвни садови, вели доктор Димовска. Таа потсетува дека како резултат на загаденоста на воздухот, се повеќе и повеќе бебиња се раѓаат предвремено, но и со пониска телесна тежина. Децата родени во загаден воздух имаат ослабен имунолошки систем и задоцнување на когнитивниот развој. Таа потсетува на препораките за групите на население со нарушено здравје да не излегуваат надвор кога е загаден воздухот. При да се излезат да се провери индексот на квалитетот на воздухот и да носат маски FFP2 или KN95. Емисијата ја продолжуваме со следната тема во која станува збор за увозот на возилата. После долги години во текот на 2022 година во Северна Македонија опадна бројот на увезени користени возила, а е зголемен увозот на нови возила. Податоците од даночна управа на Република Северна Македонија покажуваат дека лани во нашата земја се увезени 24.944 автомобили до ноември 2022 година, од кои 18.042 биле користени, а 6.902 нови. Со овие добри резултати можно е земјата да ги надмине податоците од 2010 година, кога беа увезени 7.183 нови возила. Ова значи дека 2022 година е рекордна година кога се работи за продажба на нови автомобили во Северна Македонија во последнава деценија. Инаку, како во европските земји, така и во Македонија лани, цените на полотните возила се покачија. Bloomberg уште пролета минатата година пишуваше дека вредноста на полотните возила во Германија скокнала за 27%, додека понудата на автомобили за продажба опаднала за 18,5%. Да се подсетиме и на ветувањето на министерот за економија Крешник Бектеши од јануари 2021 година дека ќе го забрани увозот на возила кои не го задоволуваат стандардот Euro 5 за емисија на издувни гасови. Ова ветување не е реализирано. Во меѓувреме продолжува увозот на автомобили под овој стандард кои значително влијаат врз загадувањето на животната средина. Технолошката компанија Google соопшти дека ќе скрати 12.000 работни места или околу 6% од работната сила.
Извршниот директор на фирмата Google, Сундар Пичај, го информираше персоналот за кратењата преку имејл порака што беше објавена и во блогот за вести на компанијата. Пичај рече дека Google била принудена да помине низ тешки економски циклуси. Тој додаде дека кратењето на работните места ќе биде во САД, како и во другите земји. Технолошките компании се соочија со брз раст во текот на COVID пандемијата, кој сега посе изгледа е намален. Покрај Google и компании како Microsoft, Amazon, Meta и други технолошки компании во последно време скратија по десетици илјади работни места за да го стегнат ременот. Само овој месец соопштени се најмалку 48.000 кратења на работни места од главните компании во овој сектор. И за крај ви известуваме дека излезена е од печат книгата за деца Alice and Sparkle, која е првата книга напишана со помош на вештачка интелигенција. Со помош на алатките ChatGPT и Midjourney, Амар Реши, кој е менаџер за дизајн на производи во финансиско-технолошка компанија во Калифорнија, успел за 72 часа да ја напише книгата, пошто се решил и да ја отпечати. Воодушевен од брзината и резултатите на проектот, Реши го сподели своето искуство на Твитер, за што имаше многу реакции. Освен тие позитивните, имаше реакции од неколку автори кои рекоа дека со ова им се краде нивната работа и дека нивните дела се користат од страна на генераторите на слики со вештачка интелигенција без нивна дозвола. Во меѓувреме, Amazon ја паузираше продажбата на книгата со образложение за сомнителна активност на прегледи. Меѓутоа, до моментот на паузирањето беа продадени 841 примерок од книгата. Ова беше се за денешното издание на Shortcut. Следете ме на Facebook, Instagram и TikTok. Ако сакате да прочитате нешто повеќе, посетете ја веб страната на Meta.mk и побарајте ја рубриката за млади Цетара Лаза. И се разбира, следете не и наредниот четврток во најновото издание на Shortcut. Поздрав!